бројните политички акции што Комунистичката партија на Југославија ги водеше во борбата против обединетата југословенска буржуазија и нејзиниот реакционерен режим, истакнато место заземаше нејзиното самостојно истапување на општинските избори во 1920 година. Тие представуваа прво јавно одмерување на револуционерните и реакционерните класни сили во новосоздадената буржуаска држава. Тогаш дојде до силен израз револуционерната сила на Комунистичката партија и нејзиното огромно влијание што таа го имаше врз револуционерните широки работни маси. Работничкото движење во Македонија во тоа време имаше постигнато крупни резултати. Тоа броеше над 4000 членови и двојно повеќе синдикално организирани работници. Освен тоа, политичкото влијание на Комунистичката партија на Југославија среде македонските работни маси имаше посебно влијание кое беше резултат на незадоволството на македонскиот народ од распарченоста на Македонија и на новото национално робство. Тешката економска положба, нерешеното аграрно прашање и редица други прашања придонесоа работните маси во Македонија да го прифатат гласот на Комунистичката партија на Југославија како единствен, како глас кој говори во нивно име и ги зема во заштита. Затоа масовно излегоа на изборите. Сите имавме пријатели и другари. Организација имавме. Имавме социјалистичка организација. И водевме агитација за тие избори, за да може да дојде повеќе работници. За да дојде повеќе работници. И дојдоа? Дојдоа. Гласане. 1919 година у Велес се образува Народна партија. Имаме често пати уште пред изборот на општината, имаме некои састанци. Уште од 1909 година се образува социјалистичка партија у Велес. Имаше дојдени таму у еден определен дуќан на браќа Коларови, беа самите колари, и у тој дуќан се образува едно сабирно место на кое имаше изградено и една говорница, украсена со социјалистички заставици и така за одржување на конференција. Од тогај имаше, што беа малку понапредни у Велес човеци, има интерес од социјализмот, развивањето на социјализмот, и као такви се јавија 1919 година кога дојдоа двајца човеци од Србија, еден од Крагујевац, Ивеша, правник, работеше у судот, и еден учител, Ефтич, името не му го знам, го заборавив. Друго, они действително многу подкрепија да се прогласи партијата, социјалистичка, комунистичка партија да се прогласи, и со тоа прогласување сите оние што бееме подготвени на социјалистички начин, марксистички, сите веднага влегове у същата партија, и од тога после се реши да се организираат општини, бидејќи предстојат општински гласања, да се организираат такви општински, како у Велес, така и исто да се назначат човеци кои можат да се сврзат со селата велешки, и у селата колку може, не у истиот начин како се организирани општините, ами да се намалат општинските гнезда
a da se sazdadат социјалистички општини. 20 година разписаше се избори општински. За избори општински ми материјал не сме имале припремено. Испратимо 4 омладинца да препише у првостепени суд, да препише овај списак гласача, бирачи, кои ќе да гласат. 4 кварта, на сваки кварт направише оној список од првостепени суд и ми из тај гласачки список изабрамо предлагачи, створимо кој 36 одборника и 38 одборника написамо. Ако некој се не слаже, некој слово да може да отпадне, да има за njega заменик. И изгласамо 4 кмета. Први кмет е Трајко Илиć, бија на војни оделек. После беше кмет Пурич се зваше. Пурич беше. Трети кмет беше Чушкаровиć и Зија, еден турски кметов од Семон. Jer он имаја пуно уплив од турци. И затоа што имаја пуно уплив од турци, волеле се го турци, затоа смо го и njega изабрали туку у одборници. 20 година пред избори да се паралише партијата, се собра управата, се одведе до Пешкопе, која сочинјаваше Косто Дајлев, Милан Лонка, Тодор Шушкар и још некои, јас не ги паметам, забравил сам. Подоцна, јас као председател на омладина со другарот Саздо Илиевски зедоме на себе и почнаме да организираме управата и припрема за прославата на 1. мај. По успехот и по организацијата во Шајер, тој ке се прогласи за тврдина на Комунистичка партија. Припремите за општинските избори беа многу организовани од страна на партиската организација. Това дури ужасниот печат по изборите беше кажал од и комунистите бе организирале најуспешна организација. Скоро по улиците на Скопје се видјава летки расфрлани по зидовите, по излозите, на секаде плакати на партијата. Беше обухватена психолошки целата маса работна и едногласно излезла на избори. Гласање било многу згодно, затоа што на сви е дотежно. Дошо из војско, не може да се запосли нигде. Не кагамар, не може да се запосли. Присламчи се кој на нас, ми га нешто помогна, упутимо га негде на работу и затоа се не волели многу. Помагали сме тоа. Прво ми смо били као везани, али кад организувавме омладено Скојевци, тад веќе доби крила. 20 омладинца, за свакого омладинца дискусуваме по целу ноќ. Дали пие, дали се иде куде, како иде, с кого се дружи. Кад изазвара смо омладину, онда доби смо крила и само кажи тој да се изради одма. Се даде налог на човеци кои требаше да идат у кој села да идат, кај да се организира таа работа. И јас бев определен за село Војница. У Војница направиме согласие, собрааме едно собрание, се согласиме дека да се организира општина у Војница, која ќе биде уврска со Ораовец и Крајници. Тоа председник бирачкog одбора у општину, у гласачко место, отварал кутија и се води записник. А имали смо и наши луѓи кои су персонал биле у суд и едно друго, и они прегледуваа. Пита колку гласа има? 3 гласа радикалски.
Pa kaže, predsjednik općine glasali, glasa. Sekretar glasali, glasa. Blagajnik glasali, glasa. Kmet glasali, glasaše svi. Pa kamo ji glasovi? Ne su skrini, nego nisu glasali. Glasali su tu crveno. Kuda ćeš masa, deca, omladina, sve, vijeći, u crveno, u crveno. Čičo, vol da ti pukne ako ne glasaš u crveno. I ga zaustavio. Dete, ja i ovakve omladince, zaustavi ga u čarši. Čuva mu kolo, on dojde da glasa. Ja bih čuvar na komunistička kutija Vočajr u školu Vuk Karadžić. Tamo jedino što davava poveško brojevi glasovi za radikalskата reакционарната кутија, тоа беа турските маси, водени од Дервиш и од Очи. Еден мал дел само од турците гласаа за нашата партија. Екипи изборни уште од рана зора, уште од 4 од 5, идеа по куќите да ги подготвиат гласачите. Важно е да се нагласи оти тогај женскиот свет немаше право на глас. Гласала само мушкаци и тоа од старост на 21 година. На општинските избори спечали име како Велес, така и селата. 100 на 100 се спечалија изборите. По изборните единици просто се трчаше да кој повеќе, кој побргу и кој со повеќе другари да дојде да увеличи гласачките топчиња да паднат у гласачката кутија на социјалистите, комунистите. Ја бев одборник у општината и председател управата беше Петре Алчев, еден мајстор, дрвенарски мајстор, кој е еден добар човек и еден чесен. Он беше председател. Јовче Джипум, и он така исто работник, чесен, учител и многу допринесува за управата. И сослив беше Јанко Шоптреан у управата Тројица. Тоа беше тричленна комисија која вршеше работата на управата у општината. Одборници имаше 30 и неколку. Повечкото беа од Еснафот. Имаше и работници, но повечко беа така еснафли. Изборите се извршија со така што Комунистичката партија, листата на Комунистичката партија доби мнозинство, големо мнозинство. Дури до таа мерка што ја сега не можам точно да се сетам дали радикалите или демократите, но ми се чини радикалите не получија ни толку гласови колку што требеше за да им се овери листата. Кој ќе да победи? Црвени, кој ќе да победи? Кој сме да се јави према црвени? 100%. Нема кој никој ништо да се не може да се јави црвени. Против црвени не смо имали па. Никој радикали не смели. А овамо су били јачи, затоа што тамо командују четници, командују жандармерија. У Кратово, у Паланку суда, овдека ми сме мало били слободни. Барањата на партијата, сета власт да биде во рацете на работниот народ од градот и од селото, организиран во работничките и селанските совети, ги освои симпатиите на народот. По масовното излегување на изборите беше создадена атмосфера на раздвиженост и оптимизам. Социјалистичка зора од 25. август 1920 година објавува: во Битола успехот е одличен, 887 комунисти, 6 одборника. Кавадаречката комуна ви праќа другарски комунистички поздрав, да живее победата, да живее револуционерниот пролетаријат. Во Велес комунисти 1285, демократи 582, радикали 66 гласови.
да живее Велешката комуна. Во село Реовец, околие Велешка, комунистичката листа победи со 100 гласа против 6 демократски, да живее првата селска комуна во Македонија. Вечерта, околу сатот 8-9, кога се пробрајува гласовите и кога се види успехот, се образува манифестации по Скопје со транспаренти, со песни, идва по главните улици на Скопје и триумфирава за успехот на партијата. Организира чиста, просечна, добротворна работа на целиот народ, било у село, било у градот. Они, тоест, собранието беше од 30 члена, овие што беа у собранието членови на одборот. Они организираа своји работи и има службеници. Тие службеници беа со намалено число, а со поголема одговорност на работа. Работата се вршеше безпрестанно и никој не смееше да мрда никаде ни лево ни десно. Частната работа беше изоставена савсем, само општинската работа беше сета уред, така што целиот град, целиот народ у Велес беше наклонен на партијската линија и трча секој кој повеќе да направи добрини у општината. Општинските врати беа отворени. Секој можеше слободно секогаш да дојде, секогаш да влезе, секогаш да праша, секогаш да биде услужен, секогаш да биде на прав пат исправен. После избори општинска управа заказала sastanak да прими длъжност. Примене длъжност и прва седница е била да се поболша здравство у комуна, пошто никој не е водил сметка за здравство. Здравство, хигиена и разни други у здравство што пада. Потоа после да се измери одборници, чувари, нотни, патролжи и милиционери. Важно е да се нагласи од и буржуазията, од страф, да не се претворат тие агитации и избори во нереди и во директни акции, на кале наместива неколку топа. А во еврејското мало имаше вод жандармерија конјаница со усукани сабји и митралези за свака евентуалност. Ова изборите како што кажа, со голем успех завршива. На идниот ден одборниците и председателот на Црвената општина Коста Стефановиќ Ерсеновски отидова да примат длъжност од старата радикалска општина. Веднага по това се направија сектори по прехрана, по други ред работи, се отвори бесплатна аптека и бесплатен лекар, тогаш немаше уред и немаше бесплатно ништо. И тамо лекар ерменец, доктор Гарабет, 2 пати неделно обешта да прегледува работници и сиротиња без пари. Подобро беше зашто баравме ние да се продава поевтино. Да има што да јаде работникот. Што да јаде работник, треба да се прави се поевтино. Боревме борба за ефтино. Народот од сите села, од Скопска околија, дојдова и женско и машко облечени у народни носи, со знамења црвени, се образува поврки по Скопје и се образува еден огромен триумфален поход низ Скопје. Радост неограничена. Пројдовме покрај гарнизонот военен, кај што имаше затворени војници. Од пенџерињата, решетките на пенџерињата се слушаа гласови
на војници од затворот живеел комунизам. Беше големо одушевление. Дори самите режимски листови Стара Србија пиша мора да им се призна комунистата на нивната организација, на нивната дисциплина и на нивниот ред. Краток беше векот на постоењето на црвените општини. Појавата на злогласната обзнана значеше и забрана на Комунистичката партија на Југославија, а со тоа беше сопрена и оваа револуционерна дејност. Таа победа представуваше тежок удар за буржуазијата, која од разбирливи причини тоа го прикажуваше како дело на странски влијанија. Затоа буржуазијата беше безкомпромисна и во решеноста што поскоро и што поцелосно да ја фрли во заборав оваа епизода. Срескиот началник правеше се што може, што му достигаше, законот што му даваше. А законот му даваше многу овластувања да се меша во работата на општината, во случајов на црвената општина. И измислуваше маса такви работи за да и пречи на општината. Ситни работи, дали некоја улица е почистена, дали некои улични или почистени или не почистени, дали некои улични ламби, фенери, дали горат или не горат, дали такви маса такви работи. Така што навистина создаваше на нервоза. Бидејќи го вика постојано, значи, тој што главата што беше на општината, во случајот Петр Далчев, тогаш тој така не можеше да издржи до крај. И си даде оставката. На најгласачките маси и на женскиот свет, кој уопште немаше право на глас, се организира митинг на площад Маршал денешен площад Маршал Тито. На тој збор зеде реч Софија Младеновиќ, секретар на Организацијата на жените комунисти. На него присуја и голем број жени, за тоа што беа оние обезправени, не имеа право на глас. И ето се донесе резолуција која се испрети до Скупштината народна во Белград. Еден ден дојде еден мајор во општината, пред тоа беше дала полицијата дознање на одборниците што беа општински да се јават у општината утре доброволно да предаваат општината на наш човек. Тој нивни човек беше мајорот што беше дојден дента изутрина и он дојде кај мене у канцеларијата и ми кажа дека јас сум дојден да ми предаете доброволно општината, да ми подпишете за тоа дека доброволно ја предавате. Ја му реков дека ние не сме ни доброволно, ни зорлеволно зеле од никого, нити даваме, дека можеме да даваме на некого. Тоа е работа на народот, народот нам ни даде глас на општината и ние ја работеме по нивната, по народната волја у општината. Ако има некој да сака да зима, то може да зима насила само, иначе ние нема што да даваме. Наскоро дојде и обзнаната. Општината немаше време да ги спроведе своите такви намеренија, да речеме да подигне, да создаде амбари за резерва за жито, да се најдат за помош на бедните граждани. Само сакам да кажам дека додека ние бееме на општината, тоа беше голем радост за Велес. Велес беше општинската управа
kao zlato, kao ne znam, nekoj dnevен празничен ден, да е милина на човека, како крилја Божи имаат да видат, ако имаат некоја нужна работа да дојдат да завршат по општината. Бидејќи сето се вршеше благовременно, брзо, спретнато, без секакви терети, без секакво заприрање, бидејќи пораншната власт идеше до вратарот на председателот, па вратарот ќе му даде налог. Дај ми сега што сакаш, па да го кажуе таму на председателот. Сега овдека немаше никој, кај председател, кај кмет, кај друг службеник, дека да иде, веднага се праша, веднага се заврши работа и веднага се испраќа назад, без да чека ни една минута. Човек немаше кој, например, од управата, од управните органи и од службениците поголеми, не смее да народот да дадат налог на некој од службениците да им купи нешто, да им донесе нешто, да секој си одеше сам да си купува, сам да си појадува, сам да си врши целата операција што му е потребна нему. И тоа граѓаните беа толкова задоволни, толкова милост има према општината што трчаа од сите страни да свршат работа побрзо и поубаво. И секогаш беа пречекувани многу убаво. Народот беше за Црвена општина после онај световна војна беше толико сиромашел да не може да живее и Црвена општина, комунистичка партија, даде му услови да она може преко комунистичка партија, преко народна власт да може да живее како луѓе. А буржуазија ништо не му обеќала и затоа народ е поитали и гласале за Црвена општина Кубановска. Иако црвените општини живееа многу кратко време, преку максимално вложените напори постигнаа мощни значајни афирмативни резултати за благосостојбата на народните маси и за градовите. Тие беа толку очигледни, што дури и самата буржуазија мораше јавно да ги признава и истакнува како своевиден благодет. Делото што црвените општини го започнаа во 1920 година, во Народната револуција беше продолжено од народно-ослободителните одбори, а потполно остварено по денешните наши самоуправни социјалистички општини. Поради својата визионерска мисла и значајните пораки што ги оставија зад себе, со длабоки траги, тие представуваа значајна појава во историјата на нашето работничко и комунистичко движење.